Добивте ли текстот на уставните амандмани и што пишува таму? Ако ги добивте, што е спорно во тие предлог амандмани за уставните промени? Какви се вашите очекувања? Како ќе завршат овие екзибиции на власта? Немам зошто до детали да навлегувам во овој материјал или да објаснувам каде имаат грешка, каде може да се подобри, бидејќи нашиот став воопшто не е изменет од на јули минатата година, така што ги повикуваме секој ден да свикаат конечно оваа седница, да се расчистат дилемите кај сите луѓе, кај кои што ги ширија, ги убедуваат дека ќе се случи спротивното, така да дали ќе се дополни или измени преамбулата, дали ќе се дополни или измени членот 49 или членот 78 во Уставот, или како што велат ќе се продлабочи мултикултурниот карактер на државата. Јас не знам како може таков карактер да се продлабочува кога се губи основниот идентитетскиот, односно националниот идентитет на македонците во држава, така да апсолутно се знае како ќе заврши, само го чекаме денот на овој чин. Минатата недела, вие од пратеничката група на ВМРО ДПМН и Коалицијата за обнова на Македонија, заедно со раководството на партијата, имавте средби со министрите за надворешни работи на Австрија, Словачка и Чешка, кои беа во убедувачка мисија, а на почетокот пак на оваа недела ве посети и така наречената Вајмарска тројка, составена од Франција, Германија и Полска, која исто така беше во убедувачка мисија. Кажете ни како протекоа разговорите со овие две групи, кажете ни што им порачувате, дали ги подсетите на тоа дека ова што тие го бараат од вас, а преку вас и од македонскиот народ, не е во согласност со критериумите од Копенхаген и не е во согласност со основните постулати на Европската Унија. Како реагираат на вашите пораки или, ако сакате, ставови? Точно така. Жалам што нема снимки од овие средби. Имаше многу, би рекла, според мене, историски говори и обраќања на мои колеги, како, например, Антонио Милошовски, професорката Силјановска Давкова, нашите коалициони партнери Иван Стоилковиќ и Љупчо Димовски, председателот, подпредседателите Муцунски, Николовски. Историски говори, велам, за мене, затоа што на сите овие средби е кажано токму ова што вие сега го прашувате. Зошто Македонија да биде исклучок и до кога Македонија ќе биде исклучок и сите сметки да се подкусуруваат за наша штета? До кога? Зашто за нас да не важат критериумите на Копенхаген? Како што реков, кога имало случај билатерален договор да влезе како услов во преговарачка рамка за влез на Македонија во Европска Унија. Ако се сеќавате колку години го чекаме овој момент и колку години доаѓале нови гарнитури, значи се менувале властите во државите на Европска Унија и овде доаѓале само нови представници и секогаш ни го говореле истото, а никогаш не се случило да Македонија влезе во Европа. Може би некој од тие мисионери тогаш го штиклира прашањето помеѓу Македонија и Грција за решено, но проблемите останаа исклучиво во Македонија. Ги гледаме, ги живееме ден денес и не само ние, че ги живеат нашите наследници доколку нешто не се смени. Ние имаме проблем меѓу себе, односно со оваа неразбрана власт, затоа што ако имаме заеднички цврст став сите по едно прашање, овде се работи за прашање кој што се однесува на еднината на државата. Не се работи за некоја стратегија како ќе го водиме здравството, економијата или образованието. Се работи за еднината на Македонија. Цврст став, обединети, нели пред 2 години усвоивме една декларација црвени линии, зацртавме. Каде се тие црвени линии? Каде се тие црвени линии? Никој не може да ни гарантира дека нема да има нови условувања и дека нема да имаме пречка од страна не само на Бугарија, па дури гледате и самите тие кога не убедуваа да прифатиме, да гласаме за уставни измени, велеа да ги направиме уставните измени, па ако нешто се случи, ќе се откажеме. Па каква е таа несериозност? Каква е таа несериозност? Значи, тие самите не се убедени дека ова ќе биде конечното. Така да, апсолутно, може да дојде кој сака, како што повторив и на предходниот одговор на прашањето, ние сме убедени дека ова е огромна стапица за македонскиот народ, особено за македонскиот народ, затоа што се работи за идентитетот на македонските граѓани, така да немаме намера да гласаме за уставни измени
кои што се резултат на диктат од страна на Источниот сосед, а секако прифатен од страна на нашите представници официјални во водењето на оваа предавничка политика. Господја Стојановска, како ќе ја прокоментирате изјавата на премиерот Ковачевски, во која изјава им се заблагодарува на тројката која се сретна со вас, затоа што влијаеле врз одредени политички партии? Ковачевски не би сакала да го коментирам. Тој е еден лик кој што е станат премиер без да помине избори. Како може тој да зборува или да верува или да проверува чувство на народ и тоа што народ порачува кога тој е инсталиран без да добие поддршка од народ? Нема уценети луѓе, нема луѓе кои што ќе подклекнат. И едноставно реприза од 2018 ниту може, ниту смее да се повтори. Че повторам, ако има навраќање на 2018, тоа треба да биде кога ќе се отвори досието за одговорност на сите кои што тогаш дивеја низ државава, на сите кои што многумина излажаа и да излезат на референдум и да гласаат на референдум. Тоа референдумско прашање беше дали сте за влез во ЕУ и во НАТО. Не може сега тие да се правдаат со тоа дека сме членки на НАТО. Каде е членството во ЕУ? 5 години потоа некој ни вели менувајте устав за да искористите последната шанса. Уште еднаш ќе кажам не благодарам. Доста со такви уцени, буквално класични лажења. Кога сме кај овие посети во ваков облик и со ваква мисија, се поставува прашањето каде е нашиот суверенитет и внатрешното уредување? Зошто ни се потребни вакви мисии? Зарем не треба сами да си го средиме и уредиме нашиот дом? Кога велам дом, мислам на мила Македонија. Точно така, суверенот во Република Македонија се македонските граѓани. И како што неколку пати, милион пати имам напоменето, Ковачевски, Бујар Османи не ги слушаат македонските граѓани. А тие велат 80-85% дека не се за вакви уставни измени под бугарски диктат. Конечно, никој од оние кои што доаѓаат од надвор да не убедуваат или да ни кажуваат дека ова е последната можност, кога се случуваат парламентарни, локални, председателски избори, тие немаат право на глас во Република Македонија. Овде суверен се македонските граѓани, оние кои што гласаат на избори и оние кои што кажуваат, даваат поддршка, но исто така доаѓа и ден кога ја одземаат таа поддршка. Тој чин брзо му следува на Ковачевски да се увери конечно еднаш преку избори да види што мислат граѓаните. И едноставно одбројани им се деновите. Јас сум убедена, ниеден притисок не може да влијае на нас, освен притисокот на нашите граѓани, на македонците, кои што и тоа како притискаат, се уплашени. Секако ги разбирам зошто се уплашени и треба да бидат уплашени, но во исто време ќе им порачам да бидат и мирни, затоа што оваа постава на ВМРО ДПМН нема да го направи она што се случи во минатото. Докаде е Македонија на една година од првата меѓувладина политичка конференција пловили бродот на вледачкото мнозинство или пак тоне како што вие пред некој ден, обраќајќи им се на пратениците од парламентарното мнозинство, рековте вашиот брод не плови, туку Ахмети и Груби ве лулкаат за да мислите дека пловите. Што се случи во теков на изминатава година, односно после првата меѓувладина конференција? Речи си ништо, освен што бродот на Али и на Груби се натовари тоа како добро со законот за Бехтелиенка изградба на дел од коридорите 8 и 10 и сето тоа македонската јавност барем досега со ниту еден вагон на асфалт барем истурен, дури и таблите кои што ги има поставено така триумфално кога го отвара овој проект, мислам дека таа во Тетово ја нема, значи не е ништо започнато, а веќе од македонскиот буџет, од буџетот на македонските граѓани недостасуваат, мислам дека стасавме до 167 милиони евра. Господја Стојановска, зошто Ковачевски се уште чека и не го разрешува ресорниот министер за економија Бектеши, бидејќи спрема зборовите на министрите од СДСМ, тој излажал дека управниот суд ја задолжил владата да ги спои концесиите за рудниците Јеловица и Штука. Ковачевски да го разреши Крешник Бектеши. Ве молам, Ковачевски, ако му дојде да кива, треба да праша дали смее да кива, не да разреши
некој министер на Дуиве мола, но тој не сме име да им спомне на министрите на Дуиве, не пак да ги разрешува или да ги санкционира или да ги повика одговорност. Како ќе ја прокоментирате изјавата на премиерот Ковачевски дека бил на страната на народот, иако народот неколку дена поред протестира токму поради незадоволството од одлуките на оваа ненародна влада, на која Ковачевски нели е насаден како премиер без да биде избран? Како може Ковачевски да биде на страната на народот кога тој не е избран од народот? Но човекот не знае што зборува, верувајте ми, тој е инсталиран, тој мислам дека докаже и потврди дека можело да ни се случи и полошо од она што ни се случи со Зоран Заев. И тоа за пократок период.